Майкл Раунд, Марко Рубио, Кирстен Джилибранд, Ана Полина Луна, Тим Бурчет, Мет Гейтс, Джеред Москович, Чак Шумер, Андре Карсон. Ова се само мал дел конгресмени и сенатори кои во рамките на институциите во САД ја водат битката за објавување на вистината дека не сме сами. Нешто што веќе го знае повеќето од светското население, но владите не сакаат да го објават. Што е тоа толку девастирачки, толку шокантно и страшно, што ги тера владите да го кријат тоа? Тоа се уште останува мистерија. Шпекулациите се дека ќе се сруши финансискиот систем, дека ќе се сруши довербата во политичарите и сите владени авторитети, ќе се сруши целата религиозна парадигма и уште многу други шпекулации и предпоставки. Видовме како изреагира финансискиот систем на сите војни и сите финансиски балони и кризи, инфлации, рецесии и како изреагира на пандемијата. Изреагира и потоа се врати во нормала. Во однос на нарушувањето на авторитетите, тоа и онака постои, а и за религијата одговорот е ист. Се шпекулира дека целата историја треба да биде препишана и дека наводно сме биле водени или наведувани низ историјата на еден или друг начин. Но и за тоа одговорот е дека историјата постојано се препишува и прекројува. Некогаш поради политички влијанија, некогаш поради пронаоѓање на нови докази. Ако имаме нови докази, што би влијаеле на делови или на целата наша историја, зарем не е тоа нешто што би требало да го знаеме? Причината зошто се случува прикривањето можеби е далеку покомплексна и можеби и пострашна, можеби е толку многу комплексна и страшна што воопшто немаме ни капацитет да претпоставиме што е. Затоа има и толку многу шпекулации, но вистината е вистина, без разлика дали е тешка или страшна или каква било. Вистината е вистина и никој нема право да ја крие од една цела планета народ. Но се ближи крајот. Се ближи објавувањето на вистината, а токму на тоа работат спомнатите конгресмени и сенатори. Тие во 3 наврати му наредија со закон на војската да формира оддел за проучување на НЛО. Последниот се уште оперативен оддел е ААРО или All Domain Anomaly Resolution Office. Конгресмените и сенаторите редовно се брифирани од разузнавачи, пилоти и офицери за нови случаи со НЛО. Бараат комплетна транспарентност од војската. Бараат да бидат откриени сите фирми кои по договор со војската како контрактори работат на обратен инженеринг на вселенските летала и бараат јавно да бидат обелоденети причините за прикривањето. Спремен е и закон кој допрва треба да биде донесен, а ќе биде донесен затоа што се работи за закон за финансирање на војската за следната фискална година. Лидерот на мнозинството во Сенатот Чак Шумер е предлагач на амандман во тој закон, кој без мнозинство не може да помине. Ако не помине, војската нема да има буџет за следната година, а затоа се претпоставува дека ќе помине и во него 26 пати е напишан терминот нечовечка интелигенција. Ако сме сами, тогаш што бараат овие конгресмени и сенатори да бараат 3 пати војската да направи оддел за проучување на нешто што не постои? И што бараат да ризикуваат, да ја изгубат својата работа, односно да не бидат повторно избрани во Конгресот или Сенатот со зборување за некакви си нечовечки интелигенции? Во законот исто така пишува дека сите што работат во тајни воени и комерцијални програми за обратен инженеринг на вселенски летала ќе имаат 6 месеци имунитет, сами да му се откријат на Конгресот и да им ги дадат сите информации. Тогаш нема да бидат кривично гонети. Во законот исто така пишува дека сите информации што војската ги има ќе поминат низ комисија чии членови ќе ги одреди директно председателот на САД, а чија задача ќе биде преглед на сите податоци и потоа она што не е закана за безбедноста ќе биде објавено. Во законот исто така пишува дека војската треба да направи, цитирам, план за контролирано објавување на вистината. Ако сме сами, тогаш зошто би имало потреба за правење на некаков план за контролирано објавување на вистината? Законот е објавен на интернет и може да го прочита секој. Низ поновата историја имаше повеќе обиди да се актуализира прашањето за НЛО во американските владени институции.
Конечно сега процесот за објавување на вистината е во легислативен процес во Конгресот на САД. Откако се обелодени дека во тајни проекти, војската има вонземски пилоти и летала кои со години ги проучува. Ова повеќе не е табу тема. Веќе е јасно дека имало прикривање, кое уфолозите велат дека трае најмалку од 1947 година наваму. Треба да бидеме свесни дека иако конгресмените бараат да се објави вистината и иако тоа со закон ќе му го наложат на војската, процесот нема да се развива брзо. Нема да биде ниту лесно да се натера војската да го почитува законот. Но што ако постои процес на кој не може да влијае ниту Конгресот, ниту војската? Што ако вистината се дознае неконтролирано од трета страна? Вакви интересни прашања секогаш произлегуваат кога на феноменот ќе му пристапиме барем и малку шпекулативно. Но тоа се информирани шпекулации и хипотези и тоа ги прави интересни. Сега се најавуваат и други свиркачи кои допрва треба јавно да ги објават своите сознанија, откако Девид Граш, кој во април се пензионираше од својата разузнавачка воена функција, а во јуни даде потресно и шокантно интервју во кое тврди дека војската има вселенски пилоти и летала што ги проучува. Се најавува и нова книга од шефот на поранешната програма на Пентагон за проучување на НЛО, ATIP или Advanced Aerospace Threat Identification Program, Лу Елизондо. Што ќе открие во книгата? Дали повторно ќе зборува јавно за неговите сознанија? Тој тврдеше дека не сме сами и бараше да се објави вистината, исто како и Девид Граш. Граш самиот изјави дека знае повеќе лица кои сакаат да зборуваат јавно за тајните програми во кои правеле обратен инженеринг на вселенски летала, а Девид Граш имал увид во над 2000 специјални тајни програми, наречени Special Access Programs. Се чека носењето на законот, кој ќе им понуди заштита на сите свиркачи за феноменот на НЛО и наводно ќе бидат обелоденети повеќе нови високи разузнавачи кои сами ќе признаат за својата инволвираност. Но вакви свиркачи постоеле и низ историјата, а и сега ги има и други, за кои воопшто не се зборува во медиумите. Доколку сакате да слушнете што кажуваат тие, пребарајте на интернет за нив и ќе да знаете. Еве неколку имиња на сегашни и поранешни свиркачи и сведоци, повеќето од нив воени лица: Филип Корсо, Джеси Марсел, Двейн Емисон, Роберт Салас, Харлан Бентли, Марио Вудс, Џон Мейнард, Дейвид Шиндел, Карл Вулф, Џорџ Филер, Клифорд Стоун, Марк Мекендлиш, Лери Ворен, Майкл Херера, Д.С. Лонг и многу други. Сите овие воени лица јавно раскажувале за нивните искуства со НЛО и дале ветување дека доколку биде побарано од нив, ќе сведочат и во Конгресот под заклетва. За ниту едно од нивните сведочења нема да слушнете на мејнстрим медиумите, но има многу интервјуа кои можете да ги прегледате на интернет. Во однос на мејнстрим медиумите, често пати сум ви кажувал дека тогаш, кога ќе слушнеме за оваа тема, да зборува човек како Девид Граш на CNN, на NBC и ABC во вестите, тогаш ќе знаеме дека сме блиску до целта. Но за жал тоа се уште не се случува. Сега токму мејнстрим медиумите се оние кои се главен фактор во прикривањето на вистината за НЛО. Уште едно прашање. Што ако објавувањето на вистината всушност зависи од самите нив, нашите посетители? Што ако тие го контролираат процесот? Можеби сметаат дека се уште не сме достигнале зрелост за такво нешто. Многу уфолози го поставуваат ова прашање, но одговорот на тоа прашање е не. Процесот не го кочат нашите посетители. Ако тие прават нешто, тие го забрзуваат. Ако не сакаат да ги гледаме, немаше да ги видиме. Немаше да има ниту срушени, ниту оставени, сосема недопрени летала на нашата планета. Ниту пак ќе ги снимаа пилотите со своите инфрацрвени камери, како што знаеме дека ги снимаат. Дали ќе имаше стотици и стотици исцрпно истражени и докажани случаи со НЛО во последните 100 години, ако тие не сакаа да ги има? Сигурно не. Токму тие, нашите посетители, се причината зошто постои самиот феномен НЛО, кој веќе е признат и непобитен.
Тоа значи дека тие го перпетуираат, а не кочат процесот на објавување на вистината. Се претпоставува дека има две фракции во војската, една која го прикривала ова сите години и една која сака вистината да биде објавена. Неверојатен, но вистинит, скорешен пример за прикривањето е кога актуелните конгресмени Мет Гейтс, Анаполина Луна и Тим Бурчет биле информирани дека војници од воена база во Флорида имале блиска средба со НЛО неодамна и имале слики како доказ. Кога отишле во базата Еглин Air Force Base да разговараат со нив, биле практично набркани од генералот, командант на базата, затоа што немаат пристап до такви информации. Потоа на 26 јули оваа година, тие конгресмени заедно со повеќе други го одржаа историското конгресно сослушување кога под заклетва сведочеа двајца американски пилоти Рајан Грейвс и Девид Фревор и спомнатиот доскорешен разузнавач, свиркачот Девид Граш.